Пред известно време, мислам околу прошлата година беше така нешто, дојде еден ден кај мене овде еден инженер од РЕХ заедно со Кирил Добрушовски, новинар од Битолски весник, и ме распраша за централата, како беше, што беше, и ми рекоа дали имам подаци технички, колку беше потрошната, колку кошташе централата, сите детални моменти од таа работа, дали можам да ги дам, да РЕК има намерение да издаде едно издание во кое да се види почетокот на електричното осветление во градот, како се осветли градот и како до денес овај огромен гигант кој се подигат, што значај има за самата Битол и не битолска околија. Јас сум Симеон Спиров Гундалевски, роден 1894, 15 март. Роден сум во село Галичник, Македонија. Таму во селото живеев до својата возраст од 5-6 години. Оттаму со мајка ми се преселивме во Битола, а татко ми беше на печалба во Руманија. И овде во Битола јас изучив основна школа. Кога завршив основната школа овде во Битола, ние заминавме за Руманија. Дојде татко ми од Руманија, не зеде и ојдовме во Руманија, во град Букуреш. И јас завршив таму гимназијата. Кога завршив гимназијата, ме пуштија во Хајделберг на медицина. И бев во Хајделберг едно 2-3 месеци и јас видов да медицината не е за мене. Парите што ми даде татко ми си потрошив и се вратив назад во Букуреш. Кога виде татко ми оти не бидват ништо од мене по медицина, ме прати во Брашов, Аустро-Унгарска, да учам виша економска науки. Али таму јазикот многу тежок, не можев да го научам. Јоре ге кивало курам и така, тие тешки потежок ми се види од турскиот јазик, си се вратив назад. Татко ми ме прашат, абре Симеоне, ти учиш нешто или што ќе види со тебе? Реков, јас ќе учам, али да ме пуштиш да одам во Русија. Јас знам српски, македонски и руски знам. Ближек јазик најлесно можам да изучам науките таму. И 14 година јас ојдов во Русија, ојдов првим во Одеса. Кога слеговме од вокзал, железничката станица, гледаме да видиме некој стражар, да прашаме, имавме адреса до наши да се доприме, гледам само по некој генерал, а не стражара. Тие биле не генерали, него сообраќајци. И го прашаме еден, ве молиме ова адреса. Но, ребята, појдете прямој патум направо, второј квартал налево, се час за углом буј. Кога чувме ние, што реков ова?
кој јазик е овој, како ми е ништо не разбравте другари нешто? Не разбравме. Реков, ево плескавме, не знаеме ништо. Руски велеме знаеме, ама не знаеме. Останавме во Одеса 2-3 дена и одаме во Киев. И во Киев се записав на електромашинскиот факултет. Киевски политехнички институт, така се викаше. Таму студирав до 16 крај 16 година. Студиите ми одеа многу добро, али имав голема тешкотија што татко ми не можеше да ми прати пари, војната се затвори се и мора да предавам часови по математика, да работам во еден цирк кој електричар на други места и благодарение киевските печерски лаври секој пат одев као гостен по 3 дена, 4 таму се хранев. И еден ден ме сретат егуменот и ми вели, што ви сервијан, опять приходиле сюда. Што будем делать, батюшка, нет кушать. Но черт его взял, запиши. И така редовно ме записва као гост, се по 3 дена, по 3 дена. Немав таа шансија да дипломирам во Киев, затоа што воените времена, тие настаните кои почнаа во Букуреш стигнав уште под окупацијата на германците. И во Букуреш останав до завршење, до се сврши војната, 18 година, 19. И после отеде со целата фамилија преку Костанца, по море, дојдовме до Солун, од Солун си дојдовме овде во Битола. Во градот, помрачина, стар, запуштен турски град, многу ми направи лошо впечатление, јас научам во големи градишта да живеам и се разочарав. Али јас уште за време на студиите во Киевскиот политехнички институт учев со таа идеја да кој ќе се ослободи, се сврши војната, да дојдам во своето место, своето родно место и да подигнам електрична централа, да осветам градот. И во Битола овде кај еден свој вујко, Димитрија Жиески, кој беше во организацијата, пише во книгите за комунистичката партија во начало овде, и тој ме упозна со Михајло Ракиджиев, деец и борец, другар одличен на Гоце Делчев. Тој прифати идејата моја да се направи електрична централа во Битола. И тој потроши доста пари за привремените проекти кои треба да се направат, да се сними реката Драгор и околните, реката Бистричка и се, да се барат подесен терен за подизање на електричната централа. Али за тоа требаше да се добие концесија од општината. Ние со него се договоривме да јас поднесам барање за за подизање на електрична централа, да барање на концесијата. Видов доста маки затоа што председникот на општината Драгич Пауновиќ
Само одлагаше, неќеше да ме предаде концесијата. Покуша тој да направи акционарско друштво со ратните штети, со друго, ништо не му успеа. Виде, не виде, видеот и друг не се интересират. Битолската банка имаше таа дајана понуда, си ја трна понудата, видеот и по нивните сметки нерентабилно, во овој град да се направи електрична централа, а јас друго мишлење имав, јас вервав оти може да се успее и да ќе е добро дело да се осветли градот и да се подигнати индустрија и така. Еден ден ме викат председникот општина, мене и Михајло Ракиџиев, да одиме кај него дома. Ојдовме кај него дома и тој ми рече, сакаш да добиеш концесијата? Разбира се, рекол, толку трошкови направиме проекти, треба да добиеме концесијата, ете нема никакви други рефлектанти. Слушај, рече, чекај малку. Го викнал другата ода Тодоро Сароести, евреин еден. Рече, го гледаш овој човек? Го гледам. Од сега натаму да знаеш што е Драгиш Пауновиќ. И тоа што ќе добиеш ти од тоа акционарско друштво, од таа централа, една половина ќе му даеш нему. Ако му даеш нему, тога ти ќе добиеш концесијата. Јас се револтирав, видов оти сум експлоатиран и сакав се да прекинам, да фрлам све и да побегнам да се вратам назад во Руманија или во Русија. Али ми беше жал за човекот, за овој Милче Ракиџиев, кој потроши доста пари за тие проекти, за сите припреми и сето. И тој ме молеше да пристанам. Јас пристанав. Јас ја добив концесијата. Али сега треба да се образува друштво, акционерство или командитно друштво, да се изведи таа работа. Јас повикав повеќе видни граѓани од Битола и така тие се собраа на едно заседање и решија сите кој колку пари ќе дадат. Едниот 500 наполни, другиот 1000, другиот спираќе 2000 и така се собра околу 15-20 000 наполеони. И почна караници. Зошто? Кој ќе биде благајник да чува тие пари и да троши? Кој ќе биде директор? И јас видов да овие луѓе не се за работа. Не разбира тие што е индустрија. И гледа тие на личен профит и така. И јас сите тие истерав и реков, вие не сте за индустрија, кога вие се карате така. Јас ќе одам Белград и имам познат пријател, реков инженер Славко Бокшан. Биограф на Никола Тесла, кој пишеше, издадеше книги. И појдов во Белград, се најдов со него, се видов со Славко. Добро рече, слушај, јас имам во Љубљана едни пријатели, да поиме до ним. Директорот на фирмата Трансформатор од Љубљана, Фридман, градителите браќа Тенис и професор на универзитета Видмар. Тие ми се добри пријатели, тие ќе ни кажат дали можеме да створиме нешто со нив. И у токот недела дена останавме таму, нивните стручњаци разгледаа се и прихватија да е изводлива таа работа. И решија тие да финансират сета оваа работа. Поред централата, од и прво време не ќе има потрошња, не ќе има консуматори, да се направи фабрика од карбид, фабрика од порцелан. Три дена од кога дојде во Битола, почна
борбите со качаците во град. Буда Борисавлевич, велик големиот жупан, водеше борба со ни качаци и тога загина некои беа ранати од нашите и напоследок беа принудени да го запалат тој крај, па за да можат да и фатат, али не и фате и степатија. Тога се објавија во новините, во политика и во другите вестници, да во Битола се води борба со качаците. И овие ортаците од Лјубљана, која прочитавот и во Битола се води борба со качаци, одма ми испратија депеша, договор отказуемо, писмо следуе. И во писмото ми велат, апсолутно ние не можеме да дојме во еден таков крај, кај што не е обезбеден да вршиме, да подигаме тако голема централа. Јас се изненадив, се попарив. Што ќе правам сега? Овде не успеа, таму не успеа тоа друштво. Времето ми врви на концесијата. Од тука поново ојдов во Белград. Ојдов во Белград, кај Славко Бокшан. На тие моменти тешко ми даде кураж и ми рече, чекај бе, Симеоне, не се очајавај. Имам јас овде добар пријател, директорот на фирмата Браун Бовери, филијала Белград. Дојме да проговориме со него, да видиме што можеме да направиме. И ојдоме кај него, вистина, и Ент, директор на фирмата Браун Бовери, се согласи да направиме командитно друштво, да јас овде створам ортаци кои да дајат пари, капитал само за земјените радови, за физичките радови, а што треба технички за машините и се, тоа во фирмата Браун Бовери ќе даде генератор и дизел мотор и разводно построење, трансформатори и се тоа, а ние да дајме капитал да се исплати радната снага, монтерите и така дали. Вели, согласен си на тоа? Согласен. Рекол, верувам ти ќе можам да створам тоа. Кога ја изградиме централата, настанат многу тешки други моменти. Да политички сака сите да се издигнат на паролата на електричната централа. И Никола Марковиќ, и Сотировиќ, и другите председници општини. Паролата им беше на изборите, ќе земиме електричната централа, општината ќе земи. Нема оставаме да се богатеет овие неколку души. Фати е да водат спорови против нас. Да ни ја оспорава зградата, да ни прават пречки. Помина така во спор 5-6 години, веќе почна да се оптеретват првата машина. А кога почнеме првиот пат, неќе никој да не примат и да го инсталираме. Ќе пазаревме некоја инсталација, со некои ќе пратиме монтерите дома, жените ќе ги стера од дома. Шо? Ми го дојсте тој ѓавол од дома, огна да се степа деца, да ми се запали куќата, не ќе ми електрика. Гледавме многу голема маха, дури да уведиме, да видат тие корисно, тие добро електричната струја. И дававме многу големи кредити на заначите да постават мотори, да би се оптеретила централата и така. Така, во време од 2-3 години се оптерети првата машина. Се оптерети, требаше да се изврши проширење. За проширењето, кога требаше да се изврши, настана спор меѓу ортаците, меѓу Славко Бокшан и Отмар Ент и мене. Затоа што тие за првото построење ни поднесла такви грамадни, големи суми, големи сметки, да
видов да се нереални тие сметки, да друштвото не може да плати 3 милиони динари само за еден дизел мотор и за еден генератор. Јас дојдов во Белоград, го познавав инженер Миловановиќ, тој ме упознал со Андреја Ристич, главниот генералниот директор на фирмата АЕ, и тој рече, јас ќе ти дам машини, 2 дизел мотори, еден од 210, еден 110, во Петроваран дин бачка се, на една фабрика од Туле, од Јерамели, таја банкротира, машините се нови, ќе ви дам за 980.000, а 3 милиони тие бара ортаците само за еден генератор и еден дизел мотор. За времето кога требаше да извршам проширењето, општината како беше со намера да ни ја одземи централата, да не спрече да ми извршиме проширење, еден ден кога фрлавме бетоните за новите машини да градиме, дојде со пожарната и со пандурите и сака да влеза во дворот натре да ни ја спречат. Јас се успротивив и му реков, вие немате решение, дајте ми решение, на основу чега вие идите внатре да ни спречите. И јас 2 дена и една ноќ не спав, седев, дури се фрлија бетонот. Кога се фрли бетонот, тога реков, изволите сега, вие запирајте, легајте ако сакате внатре. Отаде, дојдов дома, спав 24 сати, се одморив. Електричната централа, кога ја изградивме, тоа беше готова 24 децември 24 година. Тој ден, зимен ден, кратак беше денот, но јас му наредив на машинистите да уопште не пуштаат струја, дури не се затемни тубаво. Јер претходно 2 дена огласив во градот со барабанчето, тога немаше, освен со барабанче се огласуваше, да, на 24 децември ќе се пушти електричната струја. И народот, младината и старци, сите се собра околу Саат Кула, околу Широксока, главната улица на Битола, да видат електричното осветление. Кога се стемна убаво, тога наредив од канцеларија на машинистот Франц да пушта. И кога пушти, кога се осветлија улиците, булеварот, главната улица, 6 ноември сегде, и на саатот имаше големи лампи хлаено, се како ден светна, народот веселие стана, играат се, веселат, но радост не знае што да прават. И така Битола се осветли 24 децември 24 година.